Во секоја општествена доба, културата, односно музиката, се користела обострано. Од една страна била користена од страна на владеачката класа за обликување на свеста, но дека пак од друга страна била користена од страна на народните маси како пркос и како желба за подобар живот. Денес во Гласни идеи ќе разговараме со Денио Мерагич, член на джез триото Светло. Здраво, Дене, добро во Гласни идеи. Добро најдов. Како си? Добар сум, преживувам на топло периодов, пробувам да издржам, како и сите. Точно. Јас ќе те вратам прво на 2017 година, кога се основавте, нели? Па би сакала нешто да ни кажеш повеќе за тоа, бидејќи сите тројца сте биле членови на други бендови, па како дојде до идејата, кој беше поривот? Еве името баш Светлост, што означува? Ние се формиравме, почнавме да свириме малку порано, некоја година порано од таа 2017. Во тој момент јас и Нинослав свиравме у Fighting Windmills, Кико свиреше у Palindrome и у Local Blue, бендови што бевме доста активни. Меѓутоа и у сите тие состави ни фалеше нешто различно, еден различен тип на израз, што се покажа дека кога ние тројца се собравме е присутен само во таа хемија. И свиравме 1-2 години само за нас. Се собиравме, свиравме, слободна импровизација, правевме теми. Имавте и една изведба во ЈСП? Тоа беше после? Тоа беше малку подоцна. И во 2017, после неколку години свирење, почнавме да размислуваме да бидеме и концертно активни. И првиот концерт ни беше во декември 2017 тука во Дунја. Не би зборил конкретно за името Светлост, мислам не е... Нема некоја по-длабоко значење? Има различни значења. И мислам дека, што сум зборил и во други прилики, што повеќе зборам, повеќе го губи значењето, така да мислам дека може секој да најде значење во тоа. Или да го почувствува преку, нели, слушање на вашите изведби. Добро, друго интересно што ми беше за вас, тоа што вториот албум, мислам дека ви се вика Джез за работничката класа. Зошто баш за работничката класа во овие времиња кога премалку се употребува тој поим и дури со подбивно значење, зошто вие го одбравте тој наслов, да речем, на албум? Да, тоа ни беше вториот албум, беше првиот албум што го снимивме. 2 недели по првиот концерт тука во Дунја, кај што го представивме тој материјал, го снимивме на Нова година во 103-ка. 1 јануари 2018 беше 2 недели по концертното деби. Зашто работничката класа? Ние тројцата сме сите деца на родители од работничка класа, работнички семејства. Не е неизбегна тоа и нас тројца. Не работиме некоја интелектуална работа. Сите сме работеле и се уште работиме физички работи за да преживееме. За некоја среќа јас прв пат после 8 или 9 години можам оваа година прв пат да си дозволам да не работам, бидам малку поселективен тоа што го работам барем до крај на оваа година. Меѓутоа секогаш сме работели и тоа е една од причините што не сме ни толку активни колку што сакаме да бидеме. Секако борбата за екзистенција е постојана, нели? Така што мора да се прилагодуваме во нашите желби. Да. Кога почнавме да свириме, не само со Светлост и претходно, касните тинејџерски години, може да имаше некоја надеж дека ќе биде различно, ама еве како
газиме во четвртата деценија, сите тројца, мислам дека и ние сме заглавени таа матрица на работнички живот. Па добро, која би била алтернативата, ако не е тој живот? Не знам, не сме биле доволно паметни и амбициозни веројатно да работиме нешто во академија или да бидеме лекари или адвокати, така да. Па добро, тука не зависи од личната одговорност, тука е односот на државата, нели, и општествените околности во кои што човекот расте и се развива и така натаму. Па од таму би те прашала малку да ја умешаме, нели, и државата. Кој е односот на државата кон алтернативната сцена, ако можеме за вас да кажеме дека сте дел од алтернативната сцена? Државата нема никаков однос према тоа. Во главно нема ни допир со алтернативната сцена. Единствен допир што има е тој некој годишен конкурс за култура што е отворен да аплицираат сите, ама се гледа и може да се види, тоа е се јавно достапно, колку од тие пари отишле за таа алтернативна независна сцена. Се тоа што се случува со МКЦ во моментот и во последните 2 години или со финансирањето за одредени фестивали во последните неколку години, само докажува дека освен тоа што нема никаков допир државата и не ја интересира, туку и на некој начин активно работи против тоа да не биде некој фактор во нашето општество. Што не значи многу, зашто сцената обстојувала долго време и нема некоја голема разлика од пред 30 години во поглед на масовните медиуми малку го имаат намалено своето влијание од тогаш, ама влијанието на самите алтернативни бендови, а и финансиската цел сметководствено на крај не е нешто значително различно, така да има добри и лоши страни се од пред 30 години, ама генерално тоа било. Да. Но сепак државата, нели, од тие конкурси финансира одредени други субјекти и според тоа дали можеме ние да направиме профил на, да кажеме, култура која што државата сака да ја наметне или да одржува на сметка на друга? Веројатно можеме. Меѓутоа, јас неам аплицирано директно на ниеден конкурс од Министерство за култура, нити ние како Светлост, како група, што не значи дека нема да аплицираме ако мислиме дека тие финанси, колку и да се ќе придонесат нешто да идеме напред, зашто секако некој ќе ги земе за некоја работа, а ние мислиме дека може нешто добро да сработиме со тоа. Ама не само што не сум аплицирал, туку и свесно се изолирам од тоа, особено последните 6-7 години е станато циркус, се аплицира, процесот на апликација, колку што сваќаме, секогаш се менува, секогаш има редици пред Министерство за култура во последните денови и по објавувањето на тие резултати, секогаш е каша на социјалните медиуми, па и по телевизиите искачаат одредени луѓе. Не се кажа бидеш дел, значи, од тоа, на некој начин. Дури да аплицирам, не верувам дека би се фатил јавност да зборам за тоа дали добијам или нема да добијам, или дали е доволно или не е. Сум аплицирал еднашка за Светлост во град Скопје, кога требаше да добиеме за поголем оркестар, за да делумно финансираме настап на фестивал, на првото издание на крај Вардарот джез фестивалот, и добивме некои пари што само околу 30.000 денари, што не беа доволно за цел оркестар да... Ама беше подобро нешто него ништо, така што... Јасно, да. Малку да преминеме на публиката сега, како сте прифатени, да кажам, во публиката, и ме интересира дали имате одзив кај помладата популација, имајќи во предвид дека
тие се на браникот на културниот напад? Најмладата популација, мали деца, уживаат кога не слушаат, секогаш кога имат деца, гледам дека реагираат на тоа што го правиме, ова е физичка музика во секој случај. Така да веројатно како растат ќе им кажуваат нивните дека не треба да им се допаѓа ова ние што го правиме. Публиката, нашето јадро на луѓе што не следат, еве ќе земеме Скопје зашто нели секако најмногу настапуваме тука. Е многу шарена публика, ама гледам една нишка во нив на луѓе со слични гледишта, не хомогени, меѓутоа луѓе во иста насока, добри луѓе, сакаат да направат добри работи. И не знам зашто ги привлекува тие луѓе тоа што го правиме, ама секако ми е мило дека се такви. А и бидејќи ова што го правиме е музика за помала група на луѓе или барем така испаѓа на крај, ги знаеме многу од луѓето што доаѓаат на наши концерти и што ги купуваат нашите албуми, така да можам да кажам дека се сите окей. А и свириме на разни места и на различен тип на настани со различни поводи. Перформанс, нели имате тоа во ЈСП што го спомнав преска. Да. Еве тоа пример зашто го направите за да бидете поблиску до работничката класа. Тоа беше идеја на Вангел Ноневски од Аксиома. Организираше, тоа беше прво издание, сакаше да после неколку годишно издавање книги да направи некој настан каде што ќе врзне неколку културни настани во еден фестивал. И негова беше идејата, мора да кажам. И беше, да, мислам, нас не се допадна идејата и да не кажувам, мислам дека е јасно што сакавме да постигнеме со тоа. Требаше да прерасте во традиција, се деси декември 2019, знаеме после наредните 2-3 години како беше, ама мило ми е да кажам дека лани се обнови таа традиција и оваа година со некои од составите, мислам дека со строг пост ќе го направиме пак. Одлично, баш ми е драго. Добро, сега би те прашала, што сметаш која е улогата на музиката или дали воопшто има влијание врз обликување на свеста, како што кажав на почетокот на народните маси, или општо културата, еве да не речеме само музиката? Сигурно има. Дали се ствара, пример, сама за себе, како цел, или со преносно значење? Мислам дека доаѓа, како млад може да те обликува, не секогаш самата музика, некогаш музиката е само медиум или платформа да стигнеш до некоја порака што сакаат да ја упатат тие музичари и кога си особено во развојните години, многу лесно може да се закачи за нешто што после ти станува некоја идеолошка матрица. Мислам дека на многу луѓе што се љубители на музика, им се има тоа случајно. Се фаќаат им се свиѓа нешто и како учат повеќе за тој артист, ги прифаќаат неговите или незините гледишта на еден или друг начин и ги прават свој. На тој начин, да, самата музика, самиот звук, ако ја делиме на апсолутна и програмска музика, апсолутната музика не претендира никогаш ништо да каже. Тоа е затоа во апсолутната музика имаме дела што се викаат симфонија број 5 или фуга во демол. Додека програмската музика секогаш има одредена програма која кога веќе ја има, зашто да не уметникот искаже некое чувство преку тоа. Ние не секогаш ја правиме музиката со цел да искажеме одредена програма и не секогаш правиме програма пред да имаме музика, така да тоа се
две работи што ги венчаваме на крај кога ја пакуваме музиката или во процесот на изработка. Мислам дека до сега многу од работите што сме сакале да ги кажеме не биле нешто што долго време сме го планирале. Сега ќе ми простат другарите од Светлост. Јас сум задолжен за насловите и за програмата најчесто на албумите. Кико е задолжен најчесто за визуелниот елемент. И не секогаш можам да кажам дека имаат конкретни значења, некогаш се само зборови кои сум ги составил за да одразат одредено чувство. Некогаш, како во албумот што го спомна, Джез за работничката класа, програмата е многу јасна таму, мислам, нема потреба да ја објаснувам, насловите се доволно долги и пишува се во нив. Добро, а дали во иднина размислувате некои различни начини на настапување, да кажам, бидејќи има низ светот нели групи кои што настапуваат на, не знам, различни места во Пазар, пример. Да. Сме имале многу. Сме имале неколку веројатно вака ако ќе размислам повеќето настапи не биле на простори кај што не би свиреле други луѓе. Да, окей, освен стандардните концертни сали што не ни се и баш омилено место за свирење. Тука социјалниот центар Дуњан има угостено неколку пати и ни е добро место за свирење. Имаме свирено на 2 пати на Скопје Pride Weekend, што е во музеј на современа уметност, што е исто нестандарден момент и фестивал што не е баш наменет за тоа ние што го правиме, а сепак се најдовме на идеолошки на некоја заедничка линија. Сме свирале на фестивали на, не знам, на Хидрометеоролошки завод, сме свирале пред кафаните, Каршига трговски, популарно викани Пеешче, Шеешче. Свирале на фестивалот Подземја, полесно се дише во гаражите под Плочник. Сме настапувале на разни места. Сигурно има уште нешто што не ми текне во моментот. Отлично. Сега го имавте и последниот албум, го издадовте на 5 јуни, па кои се следните планови, да кажам, за турнеи и ни задржавате и надвор? Да, албумот го издадовме пред сега ќе дојдат више 2 месеци наскоро, поминаа 2 месеци. Го издадовме на почеток на јуни, што ни е 5-ти албум како Светлост. Меѓутоа ни беше прва снимка после долго време. Исто како на почетокот пред 10 години се собравме да свириме во гаража тројцата и да ги работиме така песните. Многу брзо се го сработивме материјалот и го снимивме албумот. Да, албумот излезе за PMG Jazz во Скопје и за Inverted Spectrum, издавачка куќа базирана во Анкара и Будимпешта. И добро проаѓа, имавме неколку фини рецензии, свиравме еден промотивен концерт, наскоро ќе свириме уште еден или 2 настани во Скопје. И втора половина ноември и почеток на декември ќе имаме прв дел од поголема европска турнеја. Првите 10 концерти ќе бидат од Истанбул до Братислава на неколку места низ Балканот и југоисточна централна Европа. Така што да, ова е прв албум што после корона ситуациите во кои излегоа другите албуми, имаме можност да го презентираме на поширока публика. Дени, ти благодарам за разговорот. Желам фала. И посакувам успех на турнејата.
Па, валјда ќе ве слушаме и во Дунја наскоро. Се надевам. Тоа секако нема да избегам. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласно идеи.